Дали ќе се укине ефтината тарифа на струјата за домаќинствата и дали ќе поскапи електричната енергија ќе се знае до крајот на неделава. Во јавноста излегува информации дека во Регулаторната комисија за енергетика се прават анализи за тоа дали поевтината тарифа да продолжи да се користи или не. Од РКЕ засега не коментираат. Неофицијално имало преговори на оваа тема. Ова беше едно од главните предизборни ветувања на СРСМ во 2016 година. Неколку месеци откако партијата дојде на власт, ветувањето беше исполнето, но сега веројатно повторно ќе се врати старото решение. Не се знае дали ваквиот предлог е уште еден во низата начини како да се соберат повеќе пари од граѓаните во услови кога корона кризата удира врз приходите во буџетот. Барателите за укинување на ефтината тарифа го правдаат овој предлог со тоа што земјава се бројува меѓу државите со најниска цена на струјата во Европа. Граѓаните па кои кубурат со пари во моментов поради кризата, сметаат дека постоечкото решение треба да продолжи да важи. Од Европската енергетска заедница пак веќе одамна се на ставот дека ефтината тарифа треба да се укине бидејќи ваквата пракса не постои никаде на континентот. Се поизвестно е и ново поскапување на струјата веќе од септември. Трите енергетски компании, државните ЕСМ и МЕПСО и приватната ЕВН, веќе ги доставија своите зголемени пресметки за трошоци. Колку од нив ќе се признаат и колку ќе придонесат за пораст на цената на струјата треба да утврди Регулаторната комисија. Директорот на РКЕ вели дека намалената потрошувачка на струја поради корона кризата ги намалила приходите на сите енергетски компании. Нема продажба на електрани на Северна Македонија на вишоци на електрична енергија, доколку минатата година тие изнесува 22 милиона евра, сега имаат само една продажба, тој изнесува 5 милиона евра, што прави сериозен притисок врз нормалното функционирање на ЕСМ, а исто така и дополнителните приходи кои што ги остваруваше МЕПСО од прекогранични преносни капацитети, оваа година за жал изнесуваат само околу 11 милиони евра. Цената на струјата требаше да се утврди до крајот на јуни, но поради вонредната состојба на барање на енергетските компании, тој рок се пролонгираше за 1 месец. Комисијата одлучи новите цени да почнат да важат по изборите, односно стартувајќи од септемвриските сметки. Во соседна Србија, една од земјите со најниска цена на струјата, електричната енергија од септември ќе се зголеми за речиси 8%.